Болни и родители на болни деца со цистична фиброза денес повторно се собраа со реакција зашто побрзо да се реши нивниот проблем. И денес сме тука, ние како пациенти со цистична фиброза, да ја поздравиме, да ја поддржиме и да охрабриме иницијативата за предлог законските измени и тоа ослободување од партиципација од медицински услуги и лекови за пациенти со цистична фиброза постари од 26 години и ослободување од плаќање на патарини и патни такси. Ова е дел од наша долгогодишна борба. Бараме и очекуваме поддршка од сите политички партии и пратеници од Собрание на Македонија за прифаќање и брза реализација на законските измени. Неизвестноста дали сите пациенти со цистична фиброза ќе имаат шанса да се лекуваат соодветно е голема, а нивните барања и одлуката на надлежните се заглавени низ системот. Според родителите, пречките се во владините лавиринти. Пречките за обезбедување на трикафта се во министарските или владините лавиринти и дека не се работи толку интензивно за овој проблем да биде решен, иако трикафта е многу потребна и на другите пациенти кои не беа во лоша состојба, но состојбата на пациентите од цистична фиброза никогаш не се знае кога ќе се реши. На прашањето до министерот за финансии Фатмир Бисими, колку нови лица со цистична фиброза се опфатени во буџетскиот план, Бесими со одговор. Владата гледа решение, да најде решение на тоа, има одлука донесен за тоа. И веројатно институциите што конкретно треба да го спроведат тоа се во фаза на реализација. Ја мислам дека тоа е прашање кое е абсолвирано од страна на владата и надлежните институции ќе го направат тоа што треба во најбрз можен рок. Во државата има над 120 лица со оваа ретка болест, а лекувањето е исклучително скапо и достигнува и до 250.000 евра.